Почитувани, СДСМ и Златко Марин со сите сили се трудат да го уништат образованието во аеродром. Катастрофата која се случува е директна вина на градоначалникот и од него поставените директори на основните училишта, кои се покажаа како трајно неспособни кадри. Веќе цела недела во сите основни училишта во аеродром, учениците кои посетуваат целодневна настава се оставени без топол оброк, со наводен изговор дека тендерот доцни. Златко Марин цела година знаеше дека договорот со претходниот добавувач завршува на 31.12.2019 година и не презема ништо. Дали станува збор за некаков бизнис интерес на градоначалникот и од која причина општината чекаше до 23.12.2019 година да распише тендер, имајќи ги во предвид законските рокови за спроведување на постапката? Дали градоначалникот молчи поради тоа што постигнатата цена на спроведениот тендер е повисока од таа што досега ја плаќаа родителите на учениците? Дали и за колку ќе биде повисока цената во иднина? До сега Марин требаше јавно да каже кога ќе биде решен овој проблем, меѓутоа од него не слушаме ниту збор за оваа катастрофална ситуација. За подсетување, Марин ветуваше поквалитетна храна за сите дечиња, а наместо тоа не добиваат никаква. За жал, ова не е единствениот скандал во образованието во аеродром. Униформите за учениците доцнеа повеќе од 3 месеци, а родителите се уште мачат со тој проблем. Обезбедувањето во училиштата го нема, па од таа причина сите бевме сведоци на немил настан каде што родител нападна ученик во едно од основните училишта во аеродром. Исто така Марин ветуваше дека обезбедувањето ќе биде натовар на општината, меѓутоа веќе 5 месеци како е отпочната оваа учебна година, единствено обезбедување се учениците кои дежуруваат во училиштата. Друг сериозен проблем во аеродром е изградбата на нова училишна зграда на основното училиште Димитар Македонски. Неколку пати Марин, Министерството за образование и гласноговорниците на СДСМ најавуваат до изградба на оваа училишна зграда, но како што сите можете да забележите, тука ништо не се случува. Не е изграден ниту милиметар од новата зграда, која повеќе од 3 години се наоѓа во ваква состојба. Ништо подобра не е ни ситуацијата со безбедноста на учениците и жителите во населба Лисиче. Ветените гумени перничиња на булеварот 12 Македонска бригада од Шилегов и Марин никаде ги нема. Граѓаните, иако добија ветувања по нивните протести, повторно се излажани. Почитувани, квалитетот на образованието во аеродром е сериозно загрозен. Надлежните градоначалници воопшто не се трудат да ја подобрат ситуацијата, а последиците се натовар на сите наши сожители. СДСМ и Марин се посветени исклучиво на реализација на нивните бизнис интереси, изградба на згради и ништо повеќе. СДСМ не се на прав пат, туку на комплетно промашен пат.